Несериозни се барањата лебот да се намали на 20 денари без претходно да се направат сериозни анализи за да се утврди било што, вели Горан Георгиевски од Агробизнис комората при Сојузот на стопански комори на Македонија. Во целиот процес на производство, но и потоа постојат низа други обврски кои произлегуваат од моментот на производство па се до тоа лебот да стигне до рафтовите. Ако се направи една студиозна анализа, сериозна анализа, мислам, ќе се увидат точно трошоците. Меѓутоа ќе се дојде до еден факт, дека учеството на материјалните трошоци во самиот производ и во лебот, исто толку учествува и нешто повеќе работната рака. Понатака имате пакување на соодветниот производ со соодветна амбалажа која што константно пораснува, имате тековни технички одржување трошок, имате транспорт, на крај на денот имате и банкарски камати, провизии, трошоци. Не би го дискутирал, е несериозно. При ниска цена на пченицата од 9 до 11 денари, висока е цената на лебот од 30 до 35 денари за една векна со различна тежина, велат од Асоциацијата на земјоделци и фармери и бараат лебот да чини 20 денари. Цената за 2024 година беше од 9 до 11 денари за пченицата, што е ниска откупна цена. Митоа со оглед дека на таа цена ја предадовме пченицата ние и ги зедовме парите, тврдиме и денес дека лебо треба да не биде со пониска цена. Според нашата калкулација треба да имаме ние леб од 20 денари што треба да го трошиме. Потребите на земја од пченица се околу 360.000 тони, а производството според Асоциацијата на земјоделци и фармери околу 230.000 тони. Другото се увезува од соседните земји.